Отварањето дебата за начинот на кој се уредува верскиот календар е принципиелна, но веројатно не на начин со кој треба да се оправда временскиот квантум одреден за чествување, кој изгледа не одговара на предвидувањата за потребите на религиозните проповедници. Македонските цезари, на кои се повеќе им бегаат и денови и месеци, сакаат тој да не биде одредуван со папски, туку со нивен, атеистички декрет. Некако како да се празни атмосферата веројатно околу новогодишните празници. Може би правото прашање зашто МПЦ не го смени календарот, па да го правиме Божи како цел свет. Да се изедначиме со светот би било редно, ама не со славењето како единствен параметар, иако според податоците на ПИСА и натаму сме неписмени. Предпоставка е дека не би знаеле ниту што, ниту зошто славим. Првиот чекор во таа насока е секој, барем малку, да преземе одговорност од бројни се примерите на оние што толку колку што биле таму каде што биле. Немо ги проследувале состојбите, а штом се трнале настрана, веднаш се гласни детектори на проблемите, на незнаењето. Навистина мора да се потенцираат кадровските решенија кои го партизираа образованието. Отсуството на решенија не значи дека не достигаат предлози, ама и тие се со краток здифот и се очигледно неверодостојни и од чиста популистичка природа. Ветувањата дека ќе се реализира едно од неколкуте начини за справување со аерозагадувањето останува неисполнето. Не поради отсуството на желба или пари, туку поради стравот од синдромот на корупција, олицетворен во македонското менаџирање на принципот прв дојден, прв услушен. Ако предвидевме директни средства за субвенционирање на ова мерка, тогаш ќе имавме лимитирачки фактор само за 500, ајде да кажеме, 1000 граѓани што ќе купат нови возила и ќе се откажат од старите. Што ќе направивме ако други граѓани, 3, 4, 5.000 граѓани, ќе го направат истото, а ние не ќе имаме простор во буџетот за нив да ги субвенционираме. За да не се стават во неудобна позиција граѓаните, најдобро е парите да ги добијат нивните народни избраници. Тие само одобрените средства за патни трошоци можат секоја година да го подновуваат својот возен парк. Оние кои се разбирливо се најспоменувани, прецизно го декларираат своето незадоволство, појаснуваат дека и таму се појавува одреден вид на нерамноправност. Вчера направив едно собствено истражување. Точно е дека јас сум патувал за да дојам на своето работно место, но точно е дека тоа било многу помалку од многу останати колеги пратеници. Всушност собранието објавуваше годишни извештаи во кои што моето име го немаше на врвот. На другиот врв се наоѓа оној што пред време сака да се ослободи од одговорност. Па за однесувањето кое според логиката на нештата му се наметнува. Оправдувањето го бара во неучеството при гласањето, но со евидентна потврда за влијанието при дебатата пред да бидат кренати два прста. Во моментот на дискусија на влада било поставено прашање, вај да не очекувате на тоа прашање да одговори министерот култура или од друг сектор, треба да одговори некој од економија. Јас сум одговорил за што станува збор. Кога дошло гласањето на крајот на седницата, јас и сум се исклучил и сум излегол. На седниците на владата не се гласа, но тоа е друго прашање кое очигледно не им е познато на оние кои во политиката влетеле од некоја мала врата, а како и нивните факултетски колеги прават почетнички мали грешки, мешајќи ги поимите и терминологијата, импресионирани од партиципацијата во големата политика. Вечерта имавме работна вечера која што беше организирана бидејќи имаше самит на маргините на Конгресот во Загреб. И на крајот, за маргиналците кои за разлика од политичарите доминираат зад сцената. Извршителите неосновано се клеветени, навредувани со многу низок вокабулар, со кој се руши авторитетот на благородната професија наречена извршител. Кој знае каде се крие само прокламираното својство на оваа сорта. Може би во тоа што токму тие, благодарејќи им на неколку теми на мокници од правда, заедно со нотарите, и на вистина прераснаа во таков сталеж и од обични смртници станаа благородници.